Итна корекција на буџетот за ХИВ за 2017 година за годишното финансирање на терапијата, како и на програмите за превенција и грижа, побараа денеска 16 граѓански организации од платформата за оддржливост на сервисите за превенција и поддршка на ХИВ. На 1 декември се одбележува Светскиот ден на сидата, а представниците на организациите пред Министерството за здравство рекоа дека наместо да се зголеми домашното финансирање за програмата за ХИВ, буџетот за следната година бил скратен за 59% во однос на потребите. Да се изнајде ургентен механизам за финансирање на програмите за групите под ризик од особен ризик за ХИВ за периодот јули-декември 2017 година, за да се избегне ризик од прекин на програмите за ХИВ по повлекувањето на меѓународната поддршка. Да се обезбедат финансиски средства од националниот буџет врз основа на докази и методолошки прецизни анализи и процени, со кои што на долг рок ќе се обезбеди одржливост на превентивните програми и програмите за поддршка на ХИВ за групите кои се под особен ризик од ХИВ. Домашниот буџет од потребните 65 е намален на 27 милиони денари, рекоа представниците на организацијата, додавајќи дека од следната година ќе згасни поддршката од Глобалниот фонд за борба против СИДА, со кој Македонија досега успевала да ја одржи ниската стапка за ХИВ. Тоа значи дека сите капацитети, сервиси, тимови кои единствено допираат до тешко достапни заедници, до вербата кон истите, градена од 2004 година, труд од цели 13 години ќе згасне во идната година со заминувањето на Глобалниот фонд од Македонија. Представниците на организациите рекоа дека државата не покажала сериозен став кон проблемот, а по собирот пред Министерството за здравство тие маршираа до плоштадот Македонија. До сега на светско ниво од болести поврзани со СИДА починале 35 милиони луѓе. Националниот координатор за ХИВ-СИДА Звонко Миленковиќ денеска истакна дека во Македонија во текот на годинава се регистрирани 37 нови случаи со ХИВ инфекција, а 20 од нив починале.